Почитувани мои, добар ден. Ако вчера зборувавме за 1 април како ден на шегите, секако за повозрастните генерации ќе направиме едно навраќање наназад, каде што 1 април всушност беше препознатлив како ден на акцијаштвото. Порано, доброволното работно ангажирање беше познато како младинска работна акција. Порано имало сојузни републички акции како и граѓански активизам, во кои се вклучуваа помладите. Се граделе патишта, пруги, мостови, насипи. Најпознати младински работни акции се токму пругата Брчко-Бановиќи, автопатот Братство Единство, браната Гердап, Нов Белград 76-та, патот на младоста Плачковица 78-ма, хидросистемот Стрежево и патот Ресен Битола. Младинската работна акција всушност ги покривала сите трошоци на организацијата од она што го работи, бидејќи работата што се извршувала се наплаќала од фирми и стопански субјекти. Со ова се покривале трошоците пред се за сместување и оброци, потоа за набавка на бригадни униформи и опрема, но и за организација на културно-уметнички програми и посети на историски места. Зошто до самостојувањето до денеска во Македонија нема младински работни акции? Дали со младинската работна акција може да се разбуди патриотскиот дух кај младите луѓе? Секако ве прашуваме денес во Црвена линија дали вие сте биле дел од младинска работна акција и треба ли да се обноват младинските работни акции. Меѓу другото, навистина ќе ни биде драго да во ова издание на Црвена линија го споделите вашето лично искуство преку сеќавања. Верувам генерациите кои што биле дел од младинските работни акции многу убави спомени имаат токму од нив. Имаме и уште едно прашање кое што можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Тоа подразбира секако по заследувањето и да кликнете на Инстаграм стори. Прашањето е следно: дали би оделе на младинска работна акција? Две опции имате за одговор, да, не, па ќе видиме како на Инстаграм ќе одговорат сите оние кои што не следат таму. Во проценти ќе ги соопштиме резултатите некаде по рекламите, како што тоа впрочем и постојано го правиме. И секако не заборавајте, ако не успеете да не добиете, секако оваа дискусија може да трае во тек на Црвена линија, но и по завршувањето преку коментари и споделување, и тоа на социјалните медиуми, како што е Facebook Црвена линија, заследете го профилот на Телма телевизија и таму е објавена темата, и секако на платформата X, поранешен Twitter. Па и на Инстаграм може да се коментира, знаат сите оние кои што се дел од оваа заедница. Но најмногу сакаме токму во Црвена линија во живо на 023070005 да ги слушнеме вашите лични искуства, доколку ги имате сеќавања, но и одговори за тоа дали може би треба да се вратат младинските работни акции. Добар ден. Ало, добар ден. Дали зборуваме со Љупчо? Точно. Така, Љупчо, па еве, дали вие бевте дел од младинските работни акции? 3 пати. 3 пати? 3 пати, да. Еднаш бев на Джердап, Сијеница, Пештер и Тузла Зворник пругата у таму Република Босна, или како да го кажеме, на граница е тоа. Еве, да откриете за поновите генерации, дали некогаш беше задолжително или пак... Не. Секогаш било тоа доброволно, бидејќи пробните акции секогаш ги организираше Сојуз на социјалистичка младина. И они беа еден фактички филтер од кој ќе оди и кој нема да оди. Вие може да се пријавите, но не значи дека ако се пријавите дека задолжително ќе одите, затоа што имаше најмалку 3-4 пробни акции тука, локално што треба да одите да се покажете за да се одреди бригадата. А дека сите задолжително кои ќе се пријават ќе одат, не. Колкав беше интересот, еве, да прашам? Интересот секој бил огромен, бидејќи тако беше тогаш воспитувањето, духот, моралот, тоа имаше и кај младите голем патриотизам. Сега имате разредина за политички партии. Не гледам кој би ги организирал младите. Иначе тоа би второ од финансиска гледна точка тотално се неисплатливи работните акции за покриваат техника сега што располагаат градежните фирми.
Ајде, кажете ми кои беа бенефитите, како младинец, всушност... Па ширите пријателство, ширите голем пријателство, затоа што на едно место се наоѓаат, да кажеме, младици од различити краеви на тогашна Југославија, од Словенија, од Босна, од Србија, да кажеме, имате од Црна Гора, и разни луѓе, разни карактери, ширите пријателство. Така, благодарам многу, одлично еве да слушаме од прва рака, како што и напомена нашиот редовен гледач Љупчо, дури 3 пати било дел од младинска работна акција. Секако постојат од тоа време не само спомени, туку и песни кои што биле автентични и песни кои што еве токму членовите на ваквите акции ги доживувале и многу интимно, но и се раѓале и првите љубови, се разбира што се не. Дали треба да се вратат ваквите младински работни акции? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Кога веќе зборувате темата за работни акции, јас бев на 16 работни акции. Го поздравам Љупчо, јас на Сеница бев 89-та година и таму стопив брак со акцијаш. Тоа беше нешто најубаво. Свадба праевме со сите акцијаши. Незаборавно. Незаборавно. Дали сметате дека денес е возможно повторно да се обноват ваквите младински акции? Возможно е. Али само треба да има малце духо да ни работи за пријателство, за другарство. Затоа што таму беше стварно вистинско пријателство, што кажа Личо. Немаше поделба на вера, нација, политика, ама ништо нас не интересираш. Нас не интересираше само сабајле да одиме на траса, да сработиме, да се вратиме и да имаме дружба, веселба. Имавме концерти, имавме разни игри. Значи беше тоа нешто што се збори не може да се опиши. Денешниве млади не може да го замислат затоа што не се делиме од телефоните, од седнале друштво, разговара кобајаѓа сите со телефоните вратат. Ајде, ви се чини ли дека денешните генерации на родители би дозволиле нивните деца да одат на вакви? Па би требало да дозволат, затоа што стварно таму прво се работи ударнички. Значи, ударнички кога се вели стварно се работеше. Работевме многу тешки траси. Кој денеска машинеријава што работи, ние кој работевме то рачно. Значи, рачно се то работевме. Крчевне, шуми, големи, значи не знам што не работевме. Благодарам многу, еве, прекрасни спомени споделивте со јавноста и драго ми еве што можевме токму од вас да слушаме. Вие дури сте биле и на 16, колку што паметам, акции. Да продолжиме понатаму, секако добре дојдени се и по-новите генерации, можеби слушајќи од своите родители, баби, дедовци, токму и тие би сакале еве да го доживеат и преживеат едно вакво искуство. Секако огромни се бенефитите, така се градеше тогашна Југославија, целата земја и тоа се она што се изгради, голем дел од тоа уживаме и ден денес. Еве ве прашуваме зошто осамостојувањето до сега во Македонија не се повтори ниту една младинска работна акција. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам. Види сега. Сте биле ли на работна акција да слушате? Не, јас сум бил председател на младинска организација и тогаш ја ги праќам доста. А ја ги идев како на некоја визита. Така, па Иве, како... Слушнавме од Љупчо дека имало и тест акции, всушност, не одело тоа така само да те регрутираат. Како изгледало тоа? Па, знаеш кој ти е ви кажувам, бев председател на младинска организација и знам кој е подобен, знам кој ќе се снајде, нема проблеми да прави и ги праќам доста. Од тие доста се омажија, се оженија, и сега вака темата која поставите, се сеќавам на некои имиња така. Некои отидоа чак у Босна да живеат, некои отидоа у Хрватска да живеат. И така, и мене тие работни акции ми беа сосема у ред. А денеска да се организираат младински работни акции, ми се чини не може. Прво, зашто не може? Тога си ја сакаа државата. Сега младиве не ја сакаат државата. Поготоа партиите иш не ги сакаат. А дали може би еве кога правиш нешто, не само за државата и за некого, се раѓа љубов, поинакво? Да.
Ама сега тешко да ги натераш. Све е до државата работата. Ја мислам до државата е све работата. До партиите што не водат и затоа тешко да има младинска работна акција. Поздрав! Поздрав, благодарам Еве. Полека, барем од оние гледачи кои што ни се редовни во Црвена линија. Дознавме во ова посебно, ќе го наречам, слободно издание на Црвена линија. Всушност, во младоста, Еве, какви искуства имале кога станува збор за младинските работни акции? Продолжуваме понатаму. Добар ден! Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Сте биле ли дел од работна акција? Да ти кажам најискрено, не сум била, сега ме подсети убава тема. Криво ми е што не сум била, не ме пушташе татко ми. Зошто не ме пуштал татко? Да не ме грабне некој, па не знам, така некако, нели, без команд да си мислеше дека јас кој знаеш што ќе правам таму, а ете се раѓале и љубови, врло важно. Ама ете таков си беше човекот, војно лице не држеше многу строго и не ми се допаѓаше тоа. Инаку ми се баш сакав да одам затоа што сум јас дружелюбива особа, сакав да се дружам многу, сакав да тогаш се работеше на тоа братство и единство, сите бевме исти, нели, и тоа толку беше убаво нешто да градиш нешто заеднички, да нема како сега разединетост, немавме телефони, немавме ништо, имавме дружба меѓу нас. Ви се чини ли дека новите генерации родители би постапиле како вашиот татко, односно би не би им било толку драго децата да ги пуштат на младинска? Не, па денеска децата не ги ни слушаат родителите, а опа баш родителите ќе им речат не оди, тој ги се отиде, него не му се оди. Тина, знаеш како баш сега кога поставивте темата, баш си размислив, викам сега да сме такви како некогаш, еве сега да речеме еве во парк да отидеме да го исчистиме тоа, пак му доаѓа како некоја работна акција, нели? Да ја чистиме на селбава, нешто да направиме за нас. Тоа за нас важи, ама не, ние толку станавме некако индиферентни, баш ние гајле што ни се случува кај нас тука, во наше мало, а тек замисли да отидеме како тога што граделе, нели, автопатишта, што правеле тие деца, значи просто да им се восхитуваш, убава. Ви се чини дека многу работи кои што се почнати, а не изградени преку младински работни акции, ќе се изградеа во Македонија? Јас мислам дека ќе се изграде ако се продолжеше, ама види ти на они војската ја укина, значи се тргна нешто наопаку, да ти кажам. Што не одат во војска, и таа тема треба да ја ставите некојаш. И тоа не е во ред да не одат децава во војска машки. Ја земеме во предвид секако како ваш предлог. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Благодарам. Вака. Јас не сум модела на работна акција, затоа што потекнувам од селско-земјоделско семејство и сум имала дома одврски. Впрочем и моите, ние сме 6 деца. Сите сме работеле во нива. И да сме сакале, не сме можеле да одиме. Меѓутоа, моите деца да живееа во тоа време, јас би им препорачала да одат на работни акции. Имам син 30 години, ќерка 20 години. Ама овде, сега, во моментов, мислам дека работна акција нема да успее. Затоа што ништо тие не разбираат освен телефонот и компјутерот. Тие буквално не разговараат денешните деца меѓу себе. Колкава разлика има од синот, како комуницира, до ќерката 10 години се разлика. Таа е постојано на телефон, тој па знае да направи некој муабет. Ајде да речеме, доколку се случи да се дел од работна акција, може би за момент полека ќе заборават. Би им препорачала да одат. Меѓутоа, мислам дека нема да успее, не поради моите, општо, зборам на ниво на држава. Децата немаат навика да работат. А и не ве слушам, доцни тонот. Нема кој да ги организира прво. Нема да знаат да ги организираат. Технологијата е напредната, меѓутоа физичка работа си е физичка работа. Еве нека го исчистат паркот, еднонеделна организација нека направат. Да видиме како ќе се однесуваат во паркот, да се искаси дрво, да се собере трева, да се натовари и слично. Она што е за на рака да се работи. Дали ќе успее, пробно што рече првиот господин. Нека пробаат, јас сум за тоа. Така, големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Секако, благодарение токму на социјалните медиуми, како и на каналите како што е YouTube, голем дел од генерации кои што биле составен дел од младинските работни акции имат токму во едно најпријатно сеќавање креирано и видеа. Па еве можеме се разбира во продолжение и да ви покажам како изгледало тоа.
Еве, тоа се навистина дружби за паметење и како што напоменавме на почетокот на Црвена линија, секако од предпријатијата всушност издвојувале и средства со цел да се работи под униформи, значи се зборувало за пријателство, за љубов, не само меѓусебна, туку и ангажираност која што, да речеме, резултирала со градење на тогашната Југославија. Како да е, Хеј Хеј бригаде е песна која што ја паметат сите оние кои што биле дел од се разбира ваквите младински работни акции. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте. Ајде да слушаме, еве вие дали сте биле дел од младински работни Да ви акции? кажам наискрено, неколку пати покушав, но никако да дојдам на ред, не успеав, а жал ми е што не успеав да бидам дел од тие акции. Меѓутоа, тие работни акции тогаш беа стварно, значи, братство, единство, другарство, пријателство, склопување на добри познанства, дури и, значи, наоѓање партнерка, така да тогашната омладина и сегашната омладина се како Бог и Шеширџија далеку. Ја ми се чини, добро е да се организира, да има и сега работни акции. Меѓутоа, оваа омладина, ја мислам дека 90% не може да се вклопи во оној смер кога некогаш сме имале работни акции и тие работни акции покажале резултат. Пруга, аутопати, Браниш, значи Гердап, да не ги спомнувам сите тие, значи имало резултатот е. Сега верувајте дека нема шанса да може да се организира. Да се јават да отидат таму да прават нереди но да работат не. Ја мислам дека сепак како акција, еве нека се проба, ако се покаже дека може, нека се тоа што се вика во нареден период продолжи, нека има, дај Боже, со тоа ќе се зближат меѓу себе, ќе се почитуваат меѓу себе и ќе градат пријателство и другарство. Благодарам за зборовите. И секако, може би новите генерации може да не им изгледа ништо ниту привлечно, ниту интересно, оно што им изгледало тогаш привлечно на тогашните младици, но факт е дека во младинските работни акции воопшто не било невозможно да се сретне еден супер популарен рок бенд. Така да и многу популарни имиња и групи од тоа време се разбира биле дел од ваквите младински работни акции. Еве ќе покажеме фотографија која што станата во спомена, тоа е како што објавуваат Дачес на X платформата на времето кога бендовите учествувале на младински работни акции. Бело дугме на младинска работна акција Козара 1976 година. Ајде да видиме дали сте за тоа и да се вратат младинските работни акции, дали тоа воопшто возможно. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Се слушаме? Да, повелете. Благодарам. Значи, младенски работни акции. Нема шанси. Разбирате? Зошто за вас нема шанси? Па нема шанси затоа што тоа е период од едно време после Втора светска војна, кога се било разрушено, на луѓето им било преку глава од умирања и жртви и се така натаму. И првата работа што е направена, обнова на државите. Значи, сите работоспособни со своите занимања во фабрика, во комбинати, така натаму, првите 10 на 20 години се така направени и обновена е државата. Тие младите, кои што биле полнолетни, да речем, јас сум бил, ајде да речем, од помалите, сум следел, ама не сум можел да учествувам. И тие сите преку летото, например, или во периодот кога се слободни, не ги оставаат да се занимаваат таму како сега по кафичи и со телефони, него им дадоа шанса да им биде интересно. Значи, тогаш беа сите сиромашни. Значи, да му обезбедите престој, сместување, храна, дружење, па сега малце работа као физичка активност никогаш не е на одмет, и затоа беше тоа актуелно, а многу објекти беа потребни да се обноват, особено патишни и така натаму. Немаше ни соодветна механизација.
Значи тоа си е се во свое време и благодарение на тие акции многу објекти низ државата се обновени. Така, благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Не имав учествувано на работна акција. Не сум учествувал. Не знам зошто, ама ете. Не бев организиран во нешто во таа младина тогашно едно друго, во тие здруженија, така да преку нив се одеше, се организираше таа работа, некој одеја. Меѓутоа, не наоѓам ништо лошо тука, се е во ред. Значи, навистина така требаше и да биде. Ни требаше другарство, ни требаше братство, единство, ни треба сите, повеќето тие работи беа, не беше толку колку да се направи нешто, толку колку да се развиват тие омрази меѓу нациите, меѓу, како да кажам, меѓу луѓето од различни републики. Да се види дека сите сме еднакви. А денес не знам како би било сега да земе една бригада да направиме. Не знам како би било. Бригадирите со мобилните во джепо и што би правеле? Па би се создавале можеби љубовни приказни по кои што најмногу се паметни. Имаше доста приказни, љубовни, забавни, некој видео забава, тога слушнаа музика, тога севте во живо, одеа групи, свиреа, се организираа групи таму. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија, секако продолжете да не следите. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Ајде, Сте биле ли дел на младинска работна акција? Така? Се извинувам. Повторете, ве молам. Дали се слушаме? Да, ве слушаме. Повторете што не прежавте. Заврт, како се вика, Црвена линија. Црвена линија, подоцна ќе завртите на тема. Добро, подоцна ќе биде квизот за работниве акции. Сите мои браќа и сестри, четворица сме биле на работни акции. И јас пред 45 години последната ја имав кадињача у Ужичка Пожега. Во каков спомен ви се еве тие денови? Уште не можам да заборавам. 79-та година јас студирав, додуше не можев многу да одам на акции, ама тогаш апсолвент бев и отидов. Кога ќе згрмевме, ние са балето 5-5,5 која испаѓавме на траса, негде јули месец беше тоа. Цел град се тресеше. Кога ќе се викнеше, не знам, здраво, и шо ја знам таму. И плюс тоа, спонзор ми беше од Веле се јавувам, вашиот спонзори на квизот, Благој Ѓорев, зејтин што произведува. Верувате ли дека се ова може да им се допадне на новите генерации? Сега нема теорија. Кога што е поларизирано друштво, општеството, кога што се партиски зајадени. Така, големо благодарам и вам за вашите одговори, секако за тоа што ни пренесовте лично искуство како вие сте си поминале на таа работна акција за која што сте биле дел. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Верувам дека ви е намален тонот на телевизорот за да се слушнеме подобро. Да, добро. Така, па еве сте биле ли дел од оние незаборавни младински акции? Видите, ако велат, јас сум возрастен човек, не сум бил на работи акции, меѓутоа поддржувам. Сум правел програми на неколку комунистички партии, што имаше до сега, меѓутоа ги платат овие големите партии и ги уништат. И сум пишувал дека, меѓу другото, треба братство, единство, пријателство, работни акции, ентузијазам, култура и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ви се чини ли дека ваквите искуства кои што ги имале тогашните младинци ќе им се допаднат на новите генерации млади? Ало? Дали се слушаме добро? Да.
Извинете, добар ден малку. Да. Дали ќе им се Може да се добават? обнови затоа што пак се потребни за да стане дружење меѓу народот, меѓу младите, не да пијат по кафулињата и да се тепат и да се ствара омраза меѓу партиите и така натаму него. Братство, единство, пријателство, ентузијазам, пруžање помош, работни акции треба затоа што хигиената е нула. Како се создаваат работни акции едно време и за пушумување се одеше, се пушумуваше, се работи. Сега хигиената е нула во сите градови низ републиката, а нема работни акции. Се дава социјалка на некои, али мора да се бидат и обавезни да идат на неколку часа на работни акции и да работат, да помагаат. Само дружење, пријателство, соработка, работни акции, братство, единство, да не сплоти македонци и да станеме стварно држава, да прекратиме да ги ништиме и да ги пудиме од Македонија младите популации. Плати најмала 1000 евра, добар однос, пријателство и тие ќе се иселат одека во Македонија, а не корупција, мито, партиски вработување и така натаму и така натаму. Има многу што да се зборува, меѓутоа не сака. Важно, поддржувам братство, единство, работа. Благодарам многу за јавувањето и на X платформата поранешен Твитер какви дискусии се воделе во однос на враќањето и постоењето на младински работни акции. Вуди Вудпекер напишал: уште фали само да почнат да организираат младински работни акции и таман да се вратиме таму кај што застанавме со развојот. 80-тите од минатиот век. Доктор Аслангич напишал: да се организира тоа, јас прв ке поддржам и ке го пратам син ми на истата. Цела држава се изгради на таа основа. Вуди Вудпекер напишал: апсолутно сум за. Какви само другарства, случки па и љубови се дешава. Unforgettable for a lifetime, незаборавно за навек. Па еве да видиме, да ги слушаме и помладите, ќе ги поканам дали еве вака кога зборуваат повозрастните генерации им се чини примамливо, особено приказните дека многу повеќе љубов може да се случи токму на младински работни акции. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Да. Ве слушаме во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот. Го намалим ли? Ете така, повелете. Слушай да кажам јас сега. 75-та година на радна акција на Слава Беб. Така? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. 75-та на Слава Беб, најдобра акција беше за бивша Југославија. Таму се организирано бевне насип правевне. И таму имаше и за полагање, за коли, дава услови за мотори и организирано беше многу убаво. И нашата радна акција се викаше Чезар Филиповски даме. Се дружење од тоа Југославија. Многу добро успомени ми останава од радната акција. Такво нешто, мислам, не сум доживеал. Па, ке им се допадне ли на новите генерации? Дали сте за тоа повторно да се обноват вакви младински? Ја би рекол да се обнови што подобро, за да вида што е убавина и друштво, да се врати убавината на децата и доживљај. Дали ви се чини дека и со младински работни акции побрзо ќе се изгради се оно што е почнато во државата, а не изградено досега? Да, многу значи и за државата и за младината. И за младината. Големо благодарам. Драго би еве ако гледаат помладите генерација, верувам, гледаат оно што навистина се потврдува дека како сте се чувствувале и какви спомени, некакви случувања оставиле на вас траги, ќе ви останат, се разбира, долги години. Дури некои едноставно ќе ги имате за засекогаш.
Па да видиме еве што ќе кажат и останатите гледачи во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте, повелете. Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, се јавувам Делчо од Велес. Голем поздрав до луѓето Делчо. Учесник на повеќе акции, моментално председател на Сдружение на граѓани за велешки акцијаши од Велес. Одлично, повелете. Ние работиме повеќе, Велес работи повеќе од 5 години на враќање на акцијаштвото, под хитно да се тоа. Па еве кажете ми, има ли интерес меѓу новите генерации? Да, ние работиме со 3 основни школи, 2 средни школи во Велес, така да акцијаштвото е вратено повеќе од 4 години во нашиот град. Така, еве со што би се пофалиле со вашите младинци, еве со што би се пофалиле, што е сработено, бидејќи тоа навистина останува во добра... Ние сега работиме со децата на повеќе на еколошки акции, уредување на школски збори и пошумување во областа во Велес. А иначе во бивша Југославија работено на повеќе акции, така да акцијаштвото мора и треба да се врати, да младината види што е стварно акцијашки живот, да се... Некој од гледачите рекоа нема шанси новите генерации да ги остават мобилните телефони. Децата нема кој да организира. Ако се јават, кој што се јавија Сдруженија на акцијаши во Македонија, ги има повеќе од 7-8, затоа што добро работат Велес, има 2 здруженија, Скопје, Штип, Битола, мислам Охрид работи добро со млади, Куманово, Крива Паланка, така да акцијаштвото полека се враќа во Велес, но во Македонија, но гледаме да го прошириме во другите градови, да можеме. Така. Огромно благодарам до вас. Еве драго ни е што преку вас всушност ни откривте дека веќе е почнато акцијаштвото, односно последните 4 години младите и како се заинтересирани. Ви посакуваме, еве ќе искористам оваа можност да ви посакам многу успех и секако младинските работни акции повторно да ја заживеат земјата, но и младината како и да е, еве на новите генерации секако ќе им повторам оно што, пошто се паметат, се токму големите љубови кои што се случувале. Па еве, ако мислите дека на социјалните медиуми всушност е приватниот живот и дека ќе ви се случи љубовта, може би многу повеќе токму преку овие општествено корисни младински работни акции. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па да ви кажам, ова е многу убаво и порано ја знам водно кога се правеше. Мојот брат беше тогаш и мојот сопруг на акција, меѓутоа бев доста помала. Така да многу убаво. Ова беше, меѓутоа сега убаво е сетото, меѓутоа сега многу малку има младинци кои би работеле. Сите идеат IT инженери, компјутери, така да многу, како да кажам, не им се работи. Па гледачот пред вас рече дека заживеано е повторно акцијаштвото, но нема кој да ги организира младите, не дека не сака. Па добро, затоа реков има со чест на исклучоци, меѓутоа сега знаете со оваа нова електроника, како да кажам, све со мобилни, све со овие, еве, гледате дека повеќе сите одат на на компјутери, на IT инженери и после си одат од државата. Едноставно има многу незаинтересирани, ама има многу млад свет. Секој пат со чест на исклучоци има дека може да се направи и е многу убаво. Мислам, стварно е убаво. Дружење, такво нешто што таму се случува, така да мислам дека на друго место не може да се случи. Јас сум за тоа, меѓутоа ја зборам вистината. Ако гледате од овакото, тоа ќе бидат мали исклучоци и нека бидат, меѓутоа, ве кажем, електрониката за жал кај нас многу отиде во друг правец. Сите гледаат од некој економски интерес. Да речеме, не го гледаат животот едно. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, дали да се обноват Дали вие сте биле дел од младинска работна акција? Да, бев. Да, баш бев. 80-та година бев. Некаде пред крајот. Па требаше да идам горе у Србија, ама знаеш, тогаш имаше многу гребатори у тоа време. Значи, на тие познати акции не можеше секој да отиде.
Па ја отидов у Катланово. Бев на акција кога се правеше автопатот, овој што е сега од другава страна, значи од Велес кон Скопје. Ме разбирате на што мислам? Така, така. Тоа таму 80 ли беше, така нешто беше. Баги време има пројдено. Али, види сега, тогаш уште Брозова Југославија, знаеш, имало се уште ентузијазам, знаеш, и повеќе беше дружбата, упрашање, забави, ова наголо си проđале, ке рече некој не експлоатирал. Никад у живот толку луѓе не можеш да упознаеш, никад. Тогаш и само тогаш. Па ви се чини дека токму ова ќе биде тригерот или интересно за новиве генерации, реално да им се случуваат вакви пријателски приказни? Не, сега е во интерес само парата. Гледај ги овие тендери што ги прават апашки работи, се коментари. Нема, ова више нема се повтори. Тогаш тоа што било и толку е. Ајде поздрав. Благодарам што ни се случивте во Црвена линија и дојде замислете и времето за реклами. Ајде да видиме на Инстаграм оние кои што не следат како одговорија на анкетното прашање дали би оделе на младинска работна акција. Со да одговорија 64%, со не одговорија 36%. И некаде пред самиот крај на ова издание на Црвена линија, навистина, како што и ви укажав, голем дел на социјалните медиуми имаат сочувано снимки и објавено како изгледале работните акции. Сушност ова е изградбата на спортско-рекреативниот центар Треска во далечната 1978 година, место каде што се одмараше и рекреираше. Но еве Треска како е изградена, ова е особено интересно за новите генерации, да видат дека токму новите генерации на тоа време учествуваа во изградбата на најпопуларното место тогаш Треска. Како и да, сега ќе ве префрлиме во најпопуларното место Заврти на Тилма и верувам дека сите оние кои што бевте дел не само од младински работни акции, туку и од Црвена линија, ќе бидете дел и од Заврти на Тилма. Се гледаме.